Нема пазарење со нашиот македонски идентитет. Македонија заслужува место на масата во Брисел, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој додаде дека оваа влада е подготвена да го изоди маратонот дотаму, но на тој пат мора да се исправат грешките направени од претходната власт, која гланцајќи ги чевлите на европските бирократи, само и донесе уште поголеми проблеми на државата. Ни велат дека ова било последно, дека немало да има повеќе вакви. Тогаш ајде сите гласно да испратиме порака до тие што ни велат. Донесете заклучок дека нема повеќе билатерални прашања, дека е константа и факт македонскиот многовековен идентитет, култура, традиција, обичаи, јазик. И дека нема повеќе никој да ја отвора таа тема. Лидерот на СДСМ пак по кој знае кој пат со истата порака: бугари во устав веднаш, а за се друго ќе мислиме потоа. За Венко Филипче заштитата на македонските национални интереси и поставување на црвени линии било популизам и национализам. Да не потклекнат на овие националистички, популистички говори, полни со патриотизам, црвени линии, одбрана на браник на идентитет и така натаму, затоа што единствено нешто кон што оваа лажна реторика води е изолација и сиромаштија. Овој маратон, кој што го најавува премиерот, води само кон тоа да децата ги пакуваат куферите, а луѓето да вадат бугарски пасоши. Софија пак ликува за извештајот на Европскиот парламент во кој не влезе амандманот на известувачот Томас Вајц, кој требаше да ги тргне историските условувања од пристапниот процес. Бугарскиот премиер со слична порака како македонскиот опозицијски лидер: без бугари во устав нема за што да се разговара со Скопје. Нема место за такава среща. Нема место за таква средба затоа што проблемот не е двостран. Мицкоски има проблем со Европската унија и Македонија од сега па натаму ќе мора да ја убеди Европската унија дека ги почитува човековите права и дека може да ја гарантира безбедноста на сите дипломатски мисии на незина територија. За разлика од Македонија, во Бугарија власта и опозицијата како и секогаш до сега се обединети за прашања од национален интерес и поранешниот премиер Бојко Борисов е презадоволен поради одлуката на Европскиот парламент. Благодарение на мнозинството што нашата парламентарна група и го обезбеди на тогашната владеачка партија, Народното собрание ја усвои декларацијата, во која јасно беа наведени параметрите што подоцна станаа основа за договорениот компромис меѓу Брисел и Македонија. Драго ми е што мнозинството членови на Европскиот парламент категорично изјавија дека договорите мора да се почитуваат, а обидите за нивно заобиколување со процедурални трикови ќе бидат спречени. Амандманот на извештајот кој не помина беше обид да се исправи грешката направена од власта на СДСМ и ДУИ, која без консензус и против народната волја го прифати францускиот предлог, со што тој стана дел од преговарачката рамка, а историјата и идентитетот предмет на преговори на патот кон ЕУ.